Холандската компанија Иннофрут ќе инвестира во Македонија преземајќи го пропаднатиот комбинат Агролозарот Богданци. Инвестицијскиот план предвидува инвестиција од околу 10 милиони евра и вработување на најмалку 130 работници. Според информациите кои првично ги објави порталот Лидер, инвестицијата ќе се однесува на земјиште од околу 250 хектари, а производството ќе биде лоцирано во Јужна Македонија, поточно во Дојран и Богданци. Вредноста на инвестицијата не е само во отворањето на нови работни места, туку и во откупно-дистрибутивниот центар кој таму ќе се отвори, како и во извозот кој ќе го пласираат, а што ќе биде дополнителна стимулација за развој на македонското земјоделие. Со тоа ќе се рестартира уште еден пропаднат капацитет. Инаку компанијата се занимава со иновации во земјоделскиот сектор, воведување нови технологии за современо земјоделско производство и најнови сорти на овошни насади, како изградба на откупно-дистрибутивни центри. Компанијата е дел од групацијата Olympic Food Group со седиште во Ротердам и ги поседуваат едни од најсовремените логистички центри за испорака на овошје и зеленчук. Досега имаат повеќе инвестиции во држави во Европа и надвор од неа. Во Македонија планот им е од наредниот месец да подигнат плантажа за најсовремени високоприносни сорти на цреши и трпезно грозје на површина од околу 60 хектари. Истовремено ќе изградат и откупно-дистрибутивен центар во близина на Дојран. Од општината за телеканал А1 ја потврдија информацијата и информираа дека за оваа инвестиција е веќе регистрирана фирма под називот Дојрана. Ова е четврта инвестиција во последните 6 дена во Македонија. Освен Иннофрут предходеше договор за инвестирање со СТС Текстил во Велес, каде ќе се отворат 1000 нови работни места. Потоа се одбележа почетокот на работа на германската компанија Костал во Охрид, во која ќе се вработат уште 1000 лица. Инвестицијата на Цера Метал во Битола е трета инвестиција и нови над 2600 работни места.